С македонци съм работил малко време и те са българи, ама правят се на македонци. Албанец не познавам, обаче не ми и трябва да познавам. И те са българи, ама правят се на македонци. И те са българи, ама правят се на македонци. Почитувани, владата која беше избрана со ветување дека ќе изврши економска преродба, продолжува да реди неверојатни неуспеси на полето на економијата, на полето на инвестициите и развојот на стопанството. А при тоа единственото што ја успева е да го наруши угледот на земјата. Меѓу бројните примери на излажани и рекетирани странски инвеститори, измамени и откажани странски инвестиции, исклучиво заради политиките на владата и незините партиски послушници во судството, се надоврзува и најновиот пример на документарниот филм Коридор Осу. Станува збор за бугарска продукција. Филмот е емитуван на еден од најголемите канали HBO, каде Македонија е представена во крајно негативно светло. На ксенофобичните ставови, искажани кон македонскиот и албанскиот народ во документарецот, легитимитет му даваат токму економските промотори и министри во владата на Груевски, Глигор Ташковик и Милија Накиевски. Тоа што го прави една независна продукција со овој документарец, прикажувајќи ја Македонија како бугарска провинција под отоманска окупација, е крајно невкусно. СДСМ ја осудува продукцијата на вакви документарни филмови, дури и кога истите се правени под превезот на независен уметнички израз. Но што е уште пострашно е што државни функционери од владеачката партија прифаќаат да учествуваат и на тој начин му даваат легитимитет на еден ваков тенденциозен проект. Што воопшто вредат огромните суми кои владата на Никола Груевски ги расфрла за неуспешно рекламирање по странските медиуми или за активностите на така наречените економски промотори, кога благодарение на нејзините главни ороводци произведува негативни кампањи кои го рушат имиджот на земјата. Кој странски инвеститор при здрав памет би дошол во Македонија кога нејзините министри прифаќаат да бидат дел од сценариото кое ја прикажува Македонија како најзаостанатиот дел од Западен Балкан? Сумата на потрошени пари за реклами и економски промотори е далеку повисока од сумата на инвестиции кои влегле во оваа држава во времето на Никола Груевски. И после сето ова, јасно ви е зошто во Република Македонија нема странски инвестиции. На крај, да ги погледнеме и двете изјави на владините функционери, кои исто така се дел од овој документарец. In America, people are raised to believe they can do anything, be anything. There's always a way to accomplish something. A legal way, an ethical way, but there's a way to do it. It's not uncommon for the children born in America of immigrants. In this case, my father came from Macedonia at the age of 20. My mother was already in America for some generations, actually, her family. To tell their kids when they're growing up, when they're 5, when they're 6, when they're 10, Johnny, Sally, one day even you could grow up to become president of this great country.
And that's fine when you're 5 or 6 or 10 years old. My problem was people kept telling me this well into my 30s. Така беше, 65 милиарди, толкова е? 6 милиарда евро е. Не съм сигурен. 65 милиони денари, колко е нета? 65 милиарди денари, колко е? 1 милиард евро. Толкова е? Милиард и 100. Ова сума што е потребна за изградба коридорот, оваа сума што е потребна за изградба на коридорот 8 е приближно еднакво на буџетот на Република Македонија за една фискална година.